Да се брани голот и да се зачува празната мрежа предизвик за младите голмани, под водство на тренерот Слободан Мутибарич, кој своето искуство го пренесува преку својата голманска академија. Ги посетивме на тренинг кампот кој се одржа на терените на комплексот Истатов во Дојран. Младите голмани задоволни од она што го научија. Велат да се работи со вакво голманско име е особена чест. Широка лева нога, така. Раширено у рамења добро раширено. Добра. Бев играч и на тренинзи се менјавме, на утакмици немавме голмани, се одлучав еден голман. Ми се сасвиѓа позицијата и супер ми е се. Голманот е пола екипа, стварно. Без голман екипата не може да биде екипа. Секогаш е најтешко да си голман. Тренираме више со тренерот Мутибарич повеќе од 5 години и ми предложи да дојдам на кампот, јас понудив и дојдов. Сепак тука сум со своите другари, супер си поминуваме. Мора и да е строго, ама нека ти е опуштено, има и за фрканци, и смење, сепак е супер на тренинг. Мора некој да си сериозен. Фудбал почнав да тренирам пред 10 години, нешто така, ама голман пред 5-6 години. Физички е полесно, ама ментално е многу потешко. Кондиција? Па тренинзите со тренер Мутибарич, имаме 2-3 тренинзи неделно. Многу се физички потешко од кога што одиме со екипа. Мутибарич е одличен тренер, одлични тренинзи, бара дисциплина. Не е до толку строг. И кај него секогаш тренинзите се убав ритм. Татко ми, Антонио Филевски, тој порано бранеше за репрезентација, бранеше во Мехен во Белгија и во Рио Аве у Португалија. Исто така негов тренер бил татко му на Мутибарич. Омилен тим ми е Реал Мадрид. Би сакал таму, ама прво би сакал да одам некаде во Италија, пошто таму ми е најубав фудбал за голман. Почнав да се бавам со фудбал на моите 6 години. Почнав во Драчево, во клубот New Stars. Тој ми е прв матичен клуб. Потоа отидов во Вардар и така почнав да играм фудбал. Татко ми се занимаваше претходно со фудбал и он исто така доаѓа од Вардар и јас со него добив желба, он ми ја даде таа желба, инспирација за да почнам со фудбал. Бидејќи сега влеговме во младински фудбал и не снимаат утакмици и нормално сите правиме грешки и после утакмиците седнуваме сите групно и се договараме, правиме планови кој каде што како сгрешил за да на тренинзи да работиме на тоа и да гледаме да не ги повторуваме грешките почесто. Се гледам јас виднина надвор од државата, негде во Европа, само со тешка работа и све се постигна. Услови имаме. Треба желба и мотивација за успех. Ова е прва наша година овдека со кампот. Јас сум исто учесник на 7 меѓународни голмански кампови и овие се деца кои се период тренирани од 5 до 7 години. Значи работено е со нив и се надградуваме само. Моето искуство е, можам да кажам, и преголемо сега. Јас сум носител на 2 голмански и 1 тренерска лиценца. И работам во Вардар од 2006 година сум во младинските погони со голманите на ФК Вардар. Убаво е да дојде да пројави желба прво детето да пројави желба да биде голман. Тоа е прво основно. Да не го тера родителот ти мораш да бидеш или центарфор или ова, значи тој мора да го има тоа во крв. Талентот нормално ќе го надградуваме, да видиме како и со неговите способности, каква е моториката, концентрација на тренинг. Имаме и у Македонија доста талентирани голмани, кај што се во пример во Струмица, во Штип, кажувам во Охрид има доста исто така талентирани голмани, но ние во Вардар гледавме да ги селектираме и најдобрите од цела Македонија да дојдат кај нас. За голман треба талент и у ретки случаеви се тие деца што имав случај у Вардар со 2 деца што играле, едниот играше бек, едниот центар халф,
Сега е бекот еве го со нас е тука Максим Краљевски, после 5 години е он голман. Значи он пројави желба во моментот дека сака да биде голман и Наум Ангелов е сега голман во Слога Виница. Значи збориме за 2004 годиште, кој играше центар халф и во моментот пројави желба, значи 4 години беше со мене и сега е Слога Виница. Значи мислам дека е превасходно дека е талентот и желбата, ако има желба за тренинзи, дека може да успее во голманската професија. Значи ставаме ние глава кај што става играч копачка. Значи храброста е тука, талентот, желба за работа, за наградување. Нашата работа и кај што даваше резултати е 2 пати голмански и нормално би требало од таа возраст од 17 години, не претходно или ова, да работи на своја тежина, значи вежбите на своја изометрија и стабилизација, не со тегови да се работи, али може со тегови, со лесни на седење, на 17 годишна вожна више да проба. Додуше тамо си померени негде у странство се од 16 почињат, али не би препорачал јас затоа што тоа дете у развој може да добие некои проблеми на кичбата, така да све работиме со наша тежина, сите вежби, значи изометрија и стабилизација, тоа го употребуваме ние на овие постарите, значи тука имаме голмани од 2005 до 2008, овие се тука таа возраст. Јас од таа 2014 имав екстремно талентирани голмани. Едниот е голман е сега во Македонија, Ѓорче Петров, 2004 репрезентативец на Македонија, Стефан Тасев. Вториот голман е Васко Василев, кој беше член година дена од Црвена звезда, сега се наоѓа потпишан договор Рио Аве. Третиот голман 2004 годиште у Брисол Сити. Значи очекувам од овие голмани со оваа работа сегде да има место за нив. Сега упорноста е до нив, секако. И до нивното на тамо што кај што тренираат во тие клубови да се надградуваат уште поише, пошто во тие категории и поголема одговорност, прв тиме, че они се сега во прв тим и имат секако подобри услови од сите нас тука. Мути Барич е син на спортскиот великан, еден од најдобрите голмани на фудбалскиот клуб Вардар, Драган Мути Барич, легенда која паметат многу генерации. За него велат, тој беше чудо на стативите. Драган Мути Барич е една легенда на Вардар кој е прогласен и за голман на векот, значи 6 утакмици, 6 и нешто утакмици има у Вардар и може све што имав научив од него, остана тоа што ми е во срцето, да кажеме, голманска професија и ја пренесуваме љубовта на голманско обранење на помалите категории. Постарите генерации што прателе на поранештиот градски стадион вика дека е таков парадер до сега немало и во бивша Југославија. Беше и 20 пати репрезентативец на бивша Југославија, со теа со Джајич генерација и вика дека еден е у први 5 голмани во прошлиот век. Чудните се што викат патиштата на фудбалот. Јас пошто со Дарко Панчев центарфор играв една година, првата, али беше добро затоа што играв добро со нога, да кажем, и тоа после со години ми остана, пошто у денешно време е побитно да играш со нога, се ги гледаме англискиве овие првенства. И мислам дека треба исплетна околности се повреди голманот, јас застана на гол и така да после тоа одлично одбранив утакмицата, гол и си станав број 1. Значи мораш да се докажеш на некој начин. И така и влегов у прв тим. Уигравме против втората екипа на Вардар, младинците, значи на чело со Дарко Панчев, Коки Аврамовски и Марковски Љупчо Калц. Ги победиме 2-1 и ние така радосни бевме и не прибра у кабина и вика од утре сте у прва екипа. Значи секој пат мора да се докажеш на некој начин за да успееш и у тоа што го работиш нормално треба да имаш талент, желба. Нашата генерација предводена од Часла Божиновски и Сократ Мојсов на Маракана го имам освоено младинскиот куп на бивша Југославија и после тоа тргна све тоа што требаше да се, значи во прва екипа настапуваш тамо, ти си член на ФК Вардар и јас сум горд на тоа што 86-7 бев во првиот тим кога Вардар е првак на бивша Југославија 86 и 7 година.
се одлучив 2019 година, затоа што не да немаше доволно тренери, него мислам дека можев у тие 2 дена кога сум слободен да организирам своја школа и да ги пренесувам на други деца кај што нема тренери на голмани, значи во другите некои фудбалски школи нема тренери на голмани. Почнав на 14 години, а завршив на 36 години кариера. Значи збориме, имам 22 години играње фудбал. Така да сепак мислам дека искуството е најбитно за пренесување на децава. Сите овие голмани што се дојдени на кампот работат мотивирано, имаат желба, се трудат, верувам во нив, нормално, со поддршка, пошто има и доста мали голманчиња, со поддршка на нивните родители, ќе успееме кроз години да дојдеме до посакуваното место у фудбал број 1. Емотивно, секогаш зборуваме за најуспешните. Да се бранат светите бои на најтрофејниот фудбалски клуб Вардар. Истовремено им успеа на двете генерации Мутибарич, татко и син. Ова голманско патување на најуспешните продолжува во наредниот период, со квалитетни програми за обука, тренинзи и развој на технички вештини на играчите.